Позитивно сум изненадена, не се сомнев во вас, но морам да кажам дека сум навистина позитивно изненадена од вашето деловничко постапување. Браво, секоја чест, не секој председател на комисија вака би постапил. Јас само мислам дека во стенограмот можете и да видите. Ова да, ќе го испечатам на колегите сите и од власта и од опозицијата, но во моето барање, доколку се сеќавате, имав молба овој говор, дополнително и уште некоја, можеме и книги да испратиме, на кандидатите. Значи на Тања Васич. Она не знам, може и не чула за Силјановска. На Љубомир Јовевски, на сите кандидати да им го испратиме овој стенограм, бидејќи ако се сеќавате, а сигурна сум дека се сеќавате, затоа што исклучително добро ја водите овој седницата и внимавате на говорите на сите колеги, мислам дека ќе се сетите дека професорката Силјановска кажа дека Уставниот суд не е вечерно школо, но бидејќи упорни сте криминалци недокажани се уште да ги ставите на позиција уставен судија, треба едно мини вечерно школо, особено на Васич Бозаџиев. Еве овој стенограм да го дадеме, да го пратиме по пошта или по мејл, може и лично да го доставиме. Не знаеме сега во кое министерство, евентуално да не е пратена и во Хонг Конг по некои нови вакцини, кои што сега слушав денеска патувајќи наваму на кај Скопје, дека има измислено нови вакцини. Предпоставувам дека новите газди на Ремедика Филипче и Заев и веќе има дадено инструкции и насоки на Тања Васич Бозаџиева што и како да постапува, ама верувам дека сега таа е во мирување, чекајќи ја и радувајќи се, си го можеби и славела некаде дека таа ќе биде уставен судија. Овој пак сега што сакате да го изберете наврат нанос во мислејќи во предвечерието на утрешната пленарна седница Љубомир Јовевски, кој што нема гукнато воопшто за криминалите на Тања Васич Бозаџиева, а бога ми и за неговите. Исто така не е лошо да му го дадеме овој говор, па јас би рекла, иако тој е студент на правниот факултет, предпоставувам дека учел од одредени книги, дали на Саво Климовски, бидејќи е малку повозрастен, може би на Шкарич, не знаеме, но добро е да дадеме и една книга на уставно уредување од професорката Силјановска, затоа што уште еднаш ќе кажам дека таа е еден од ретките меѓународно признати експерти по уставно право и затоа уште еднаш би сакала да ви се заблагодарам, почитувана председателка на комисијата, почитувана колешке, што деловнички постапивте, го дадовте стенограмот, а само да замолам службите да пратат, сигурно имаат мејлови, освен ако не заборавиле овие да имаат мејлови да стават во CV-то. Службени мејлови на членовите и замениците на кандидатите. Проверете во мојот говор, во моето процедурално барање, побарав и на кандидатите да им се достави. Ако не можат службите, тогаш еве ние ќе им ги доставиме, ама па фино би било и да дојдат тука, еве да се запознаат со нас идните уставни суди, па да им врачиме свечено устав и се она што подразбира говор на професорката Силјановска. Благодарам.